Во овој момент ќе ви најавам една нова рубрика што ќе имате можност да гледате еднаш неделно во рамките на Добро утро секое утро под наслов да ја подигнеме читачката култура заедно. Во соработка со Градската библиотека Браќа Миладиновци од овој момент започнуваме еден нов подвиг да ве направиме посреќни, а читањето книга навистина предизвикува радост. Во соработка со Градската библиотека Браќа Миладиновци на еден наш гледач ќе му нудиме еднаш неделно годишна членска книжка од овде, а овде може во овие простори да најдете навистина изобилство од книги. Како наслови од старите векови, така изданија и на современи македонски автори. Навистина ме радува што ќе можеме да ве направиме среќни преку читањето на книги и во продолжение низ разговорот со директорката Снежана Стојчевска ќе ви ги понудиме сите оние новитети кои што ги има оваа библиотека и сите оние настани кои што ќе се случуваат во иднина. Директор, ќе најнапред да ви се заблагодарам во името на целиот тим на Добро утро секое утро што ја прифативте нашата понуда да ја направиме оваа соработка со цел да ја подигнеме читачката култура кај гледачите на Алфа телевизија. Добре дојдовте и ви благодарам и на вас за иницијативата, бидејќи тоа е една одлична иницијатива за подигање на читателската публика. Ајде за почеток би споминала, вие сте безмалку една година на раководната позиција на оваа установа и навистина направивте многу за раздвижувањето на библиотеката. Видливо е тоа, впрочем и креативниот пристап до читателската публика, модерниот начин на доближување на библиотеката се забележува. Направивте многу промени изминатиот период, па заеднички со вас да одиме на почеток со ретроспективата. Изминатите 7 месеци имавте една навистина убава кампања да читаме современи македонски автори. Што се случуваше низ оваа кампања? Токму така, изминатите 8 месеци имавме кампања читаме современи македонски автори. Иницијативата потекна од нас, од потребата да се стави фокус на македонскиот писател и на македонското творештво. Бидејќи ситуацијата што ја затекнав тука не беше многу благонаклонета кон македонските автори и бидејќи сметам дека нашата книжевност го заслужува сето внимание на македонските читатели, затоа решивме да ги приближиме македонските изданија, книгите и авторите до читателите и целата идеја на оваа кампања беше да се направи тој круг помеѓу читателот, писателот, издавачката куќа, библиотеката, како модератор меѓу нив. Кампањата се состои во 3 дела, значи секој месец библиотеката предлага книга на месецот, потоа следува разговор со авторот. На тој разговор може да присуствуваат читателите, да го запознаат одблизу, да му постават прашања, да дискутираат за книгата, да слушнат како течел творечкиот процес за настанувањето и патот што го имала книгата и на крајот на месецот се случува една неформална средба, односно клуб на читатели, каде што читателите можат да разговараат меѓу себе за своите лични доживувања во однос на книгата. И целта на тоа е да читателите да чувствуваат библиотеката како сигурно место, каде што ќе можат да разговараат за овие теми. Библиотеката е еден храм на љубителите на убавиот збор, дефинитивно е тоа така. Поправете ме ако грешам, но од она што можев да го забележам, некако доминираат книги кои што се прозни книги во промоцијата. Низ промоциите само прозни книги забележав, па бидејќи вие сте поетеса, природно ми се наметнува прашањето да ви поставам каде се поетите, современите поети македонски, ќе има ли простор можеби во иднина токму за новите стихозбирки кои што ќе излезат и се излезени? Убава ви е забелешката, го размислувавме моментот и бидејќи кампањата беше нова и на почетокот имавме задача да се доближиме до читателите на најдобар можен начин, ја избравме прозата како жанр кој е поблизок до читателите, додека веќе во последните 2 кампањи имавме кратки раскази. За сега во следната сезона, значи планираме ова да го продолжиме и следната година, веќе имаме и поетски книги и книги, ќе има и драмски и други жанрови.
Затоа тоа беше целта, прво да ја прифатат кампањата, а потоа да внесуваме и овие новини и да ги запазиме и другите жанрови, особено поезијата заслужува внимание. Моментално тоа што се случува на македонската поетска сцена е навистина убава и вреди да си ние како македонци, како македонски читатели да си ги знаеме своите писатели. Низ овој разговор навистина сакам да ја доближам библиотеката до нашите гледачи, па би ве замолила во продолжение да појасниме околу клубот на читатели. Што всушност представува клубот на читатели, што се случува на тој клуб и кој се може да присуствува? Дали на овој клуб можат да присуствуваат и оние кои што не се членови на библиотеката? Вака, клубот за читатели се случуваше секоја последна сабота во месецот, бидејќи сабота како ден кога луѓето се послободни и можат да дојдат да присуствуваат. Отворен е клубот, не мора да бидат членови, но се надеваме дека повеќе посети во библиотеката луѓето самите ќе посакаат да станат членови, бидејќи сите книги што ги представуваме се достапни во библиотеката. Тоа е и целта, да можат да се изнемат, нели, за минимална сума се достапни, значи литературата е подостапна, не може секој да се дозволи да купи некое дело ако е поскапо или да ги купи сите дела што ги сака. Затоа е тука библиотеката да може да ги изнемат за пристапна цена. Не треба да се биде член, треба само да се има добра волја и да се присуствува, да се сака да се чуе, да се сака да се расшират хоризонтите, да се разменат мислења. И дури и кога разговараме за книгата, дури не мора да ја имаат прочитано цела. Или можеби и тогаш ја изнајмиле, па ќе ја прочитат потоа. Меѓутоа ќе слушнат нешто за книгата. Некој пат се читаат и извадоци од книгата, некој пат имавме искуство кога инспирирани од книгата истражувале на интернет за податоците, па ги споделуваат тие истражувања. Имавме ситуации кога инспирирани од книгата напишале песна, па ја читаа пред останатите, така да секој клуб беше различен во зависност од тоа кој дошол. Со целата надеж е да прерасне тоа во клуб кој ќе биде со една постојана група, а ќе доаѓаат плюс членови. Нови ликови. Тоа е една интимна атмосфера. Така, во рамките на оваа година, оваа сезона на браќата Миладиновци, вие направивте и работилница со писателот Русјаков. Навистина голем аплауз за оваа работилница која што се случуваше 2 месеци, да се потсетиме за што станува збор на овие работилници. Вака, со писателот Александар Русјаков дојдовме до една идеја да започнеме работилница за креативно пишување. Работилницата беше наменета за средношколци и студенти и беше бесплатна за нив. Тие работеа различни жанрови на пишување, преку работа со него и преку самостојно творештво. Се надеваме дека од овој проект би излегла книга во иднина и сакаме да го продолжиме, бидејќи беше многу успешен. Бидејќи имаше многу голем интерес, се запиша преку 20 на деца и толку и завршија до крајот. Што значи дека постои голем интерес за тоа и јас сум многу пријатно изненадена. Да, за сите оние кои што сакаат да присуствуваат, сите оние детали во однос на овие промоции, во колку часот започнуваат, ќе можат да ги погледнат на социјалните мрежи, на вашите профили и на Facebook и на Instagram. Кампањата завршивме во мај месец. Во овој месец имаме уште неколку промоции на романи и поетски книги. Игор Станоевски ќе го промовира новиот роман Мина во издание на неговата издавачка куќа Муза. Перо Сарджовски ќе ја промовира поетската книга Огнен пој и тоа ќе биде мултимедијален настан. На тој настан ќе има и изложба најмалиот музеј со своји експонати од Джепчиште и Вистркалезна маса ќе свират на самиот настан.
Тоа би било. Така да, околу датумите, околу терминот кога ќе се случуваат, секако ќе ги поканиме да ја погледнат вашата Facebook страница, која што е навистина во последно време многу активна, морам да забележам. Таму ги имаат сите податоци за оние кои што се заинтересирани да присуствуваат на овие промоции. Што се случува летниот период во библиотеката Браќа Миладиновци? Па во летниот период ќе се насочиме кон промоција на новите книги кои се веќе достапни во нашата библиотека и подготовка за сите настани што не очекуваат од септември, бидејќи од септември исто така не следува богата програма, кампањата продолжува, паралелно со кампањата има и други промоции и настани. Она што е важно е дека направивме меморандуми за соработка со повеќето книжевни фестивали кај нас и на тој начин го отворивме просторот на библиотеката за повеќе видови настани и уметници и издавачки куќи. Моментално за млади креативци издавачката куќа Чудна шума имаше фестивал за деца кој се одвиваше на 3 локации во нашите библиотеки. Во септември ги имаме Скопски поетски фестивал со дел од настаните тука, потоа и Букстар фестивалот во октомври ќе има дел од настаните во нашата библиотека. Ме интересира и дали може би од септември натаму планирате промоции, соработки со земјите од регионот, некаква соработка со тамошните библиотеки и промоции на автори и присуство на автори од соседството? Па искрено да кажам дека буџетот за такви соработки е минимален и тоа не сме во можност да го направиме на тој начин, меѓутоа го правиме преку соработка со фестивалите и со некои издавачки куќи кои ги носат тие автори, бидејќи ние не можеме да ги донесеме, но би било убаво во иднина кога и самата библиотека би имала свој книжевен фестивал. Се надевам дека ќе дојдеме и до таков момент. Јас за самиот крај само ќе кажам дека ви имате одлични идеи и посакувам сите тие да се исполнат со цел и нашите читатели, вашите читатели и нели оние кои што ги позајмуваат книгите од оваа библиотека да бидат среќни и задоволни. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вам. И секако уште еднаш ќе се заблагодариме што ја прифативте оваа покана, ќе ги потсетиме нашите гледачи дека од сега па натаму секоја недела во Добро утро секое утро на еден наш редовен гледач, на гледач кој што ќе биде најбрз, ќе му доделиме една годишна членска книшка токму овде во библиотеката Браќа Миладиновци.